студиото со вас Иван Кузмановски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Со вас се настаните кои го одбележаа денот. Тројца во критична состојба на инфективна. Расте бројот на позитивни со западно-нилска треска. Центарот за јавно здравје изврши вонредна дезинсекција во Драчево. Бактериското загадување го продолжи процесот на чистење на водоводната мрежа во Гостивар, забрана за пиење и на водата во Новосело. Ицкоски уверува дека нема да дозволи Скопје да ја загуби титулата Европска престолнина на културата. Опозицијата најавува целосна блокада на законското решение ако не се почитува законот за јавни набавки. Цената на нафтата ги зголемува трошоците, а со тоа влија и на крајните цени. Бизнисот бара таргетирани мерки само за одредени категории граѓани. Околу 60.000 мигранти од Мароко стигнале до Сеута. Мигрантската криза во шпанската енклава предизвика европски спор. А во овие вести во живо се вклучуваме од Драчево за дополнителната дезинсекција која што ја наложи Министерството за здравство, но и за начинот на кој граѓаните се заштитуваат од комарци. Станете со нас. Уште еден од хоспитализираните на инфективната клиника во Скопје е во критична состојба или вкупно тројца во моментов се поставени на респиратор. 10 пациенти се на болничко лекување. Здравствените власти апелираат до возрастната популација на граѓани со коморбидитети да бидат исклучително внимателни и да преземат мерки за лична заштита. Расте бројот и на новодиагностицирани и на критични пациенти со западно-нилска треска. Од 10 хоспитализирани со Вест Найл вирусот на клиниката за инфективни болести, тројца се на респиратор. Покрај двајцата пациенти на 66 и 76 годишна возраст кои веќе се на одделот за интензивно лекување. Од ноќеска поради влошување на состојбата на механичка вентилација и 70 годишен скопјанец, кој е со коморбидитети, а заразата ја добил во земјата. Пред да му се појават симптомите, престојувал во внатрешноста на државата и првично таму се пријавиле ова за нега и тоест за контрола. Пациентот од таму префрлен после неврологија, од неврологија од 29.7. е хоспитализиран на инфективна клиника. Останатите хоспитализирани на инфективна според лекарите се во стабилна состојба и продолжува нивниот болнички третман и медицински надзор. Сите 13 диагностицирани годинава се над 60 годишна возраст и се лица со повеќе хронични заболувања, што е ризик фактор да ја добијат најтешката форма на вирусот. И затоа лекарите за овие групи апелираат на зголемена предпазливост. Да избегнуваме излегување надвор кога комарците се најактивни, а тоа е периодот од преквечерија до утро. Ако веќе мора да излегуваме надвор, да користиме репеленти, односно средства за заштита од комарци во облик на креми, на спреови, на лосиони, има најразлични производи на пазарот. Како би се заштитиле дома, секако дека имаме мрежи кои што се поставуваат на прозорите, на вратите, понатаму имаме исто производи за водомот, свеки, спирали, течност која што се става во струја, значи се она кое што може да се заштити. Западно-нилската треска предизвикува тешка форма само кај 1% од заразените, додека останатите поминуваат или без симптоми или со лесна клиничка слика. Сања Димитровска, Сител телевизија. Здравствените власти информираа дека најголем дел од позитивните се од Драчево, а ова беше причина да наложат и дополнителна дезинсекција, односно прскање против комарци во оваа населба. Од Драчево во живо го имаме колегата Даниел Василев во овие вести. Даниел, дали веќе е завршена таа дополнителна дезинсекција и каква е ситуацијата на терен? Што велат жителите на Драчево, ги почитуваат ли насоките за лична заштита? Добар ден, Иван. Министерството за здравство нареди Центарот за јавно здравје го спроведе вонредното прскање од земја против комарци. Тоа се случуваше во текот на утринските часови. Имаме и таква потврда од Центарот за јавно здравје. Причината за тоа е што речиси половина од заразените се токму од тука, од Драчево. Според информациите кои што ги имам во овој момент,
Од 13 заразени само еден е велешанец, сите останати се скопјани и тоа 6 се токму тука од Драчево, 2 има од аеродром, 2 има од Ново Лисиче и по еден од Сопиште и од Илинден. Претпоставувам дека тоа е и главната причина зошто Министерството за здравство му наложи на Центарот за јавно здравје да спроведе дополнителна вонредна дезинсекција во оваа населба. Јас сум ова попладне тука во Драчево разговарав со дел од жителите на оваа населба и тоа главно со повозрасни луѓе со оглед на тоа што и оваа заразна болест е најстрашна за нив. Тие велат, поделени се во делот на тоа дали оваа година има повеќе комарци од вообичаено. Дел велат дека е така, меѓутоа дел велат дека секоја година е исто. Во поглед на заштитата велат дека ги користат оние средства за заштита од комарци, меѓутоа дел од нив избегнуваат и да излегуваат надвор во вечерните часови кога практично и овие комарци се најактивни. Направивме анкета заедно со мојот колега Марко Најдановски, во продолжение да погледнеме. Дали оваа година имате проблем со комарците? Да, има. Да? Повеќе од другите од претходните години? Повеќе. Да? Секоја година се повеќе и повеќе. Како се заштитувате од нив? Никако. Многу тешко со мастови, со аутан. Никако. Ги со пипс у собите, а надвор нема излегување. Влегувам дома и со мрежи. Па има, нели, овие средства се купуваат, се снаоѓаме. Мора се снајдеш за да седиш навечер надвор и да ти биде пријатно. Стравувате ли од западно-нилска треска, бидејќи најголемиот дел од заразените се токму од тука, од Драчево? Па нормално. Нормално. Стравуваме, сигурно. Да, навеќе од тоа не е страф. И седиме дома и не мрдаме. Па да ви кажам искрено. Еве сега тука нешто ме каснало и се сомневам. Се информирам преку матичниот доктор, меѓутоа не стравувам и не мислам дека ќе се прошири. Да, ќе следиме состојбата на терен. Даниел Василев, благодарам за овие информации за вклучувањето во живо од Драчево. Од денеска е воведена забрана за пиење на водата во повеќе населени места во општината Новосел. Како што информираа од општината, како резултат на невремето од минатата недела, прекините со снабдување со електрична енергија и водоснабдувањето појавено е, како што велат тие, минимално загадување на водата за пиење во Сушица, Зубово, Дражево, Борисово, Колешино, Ново Коњарево и улицата Првомајска во Новосело. Се замолуваат граѓаните да не ја користат водата за пиење во наредните денови, додека се врши хлорирање и прочистување, се до добивање наредни анализи и потврди од докторите во јавната здравствена установа Здравствен дом Струмица. А бројот на нови случаи во болницата во Гостивар се намалува, но бактериите во водоводната мрежа се уште се проблем за службите во процесот на обезбедување на питка вода. Здравствените власти денес објавија препораки за заштита од заразни заболувања по епидемијата, а за опозицијата советите се задоцнати. Во водата во Гостивар се уште има бактерии, покажале денешните резултати од анализите од примеруците кои се земали изминативе 3 дена. Иако нема фекали, сепак е штетна и за пиење и за готвење. Викендов ќе се прават уште анализи, а со 3 последователни тестови кои ќе покажат отсуство на бактерии ќе се тргне забраната, но за некои резултати се чека и по 3 дена. Се уште имаме присуство на бактерии. Тие не се толку опасни како оние првите бактерии, фекалните бактерии кои што беа откриени на почетокот на оваа криза, но се уште водата не е подобна за користење за пиење. Така во текот на викендот, сабота, недела, понеделник ќе биде вклучен Институтот за јавно здравство заедно со Агенцијата за храна и ветеринарство, така што на дневна основа се земат примероци, но укажувам дека за да се добијат овие бактериолошки резултати потребно да поминат 24, некојаш 48 или 72 часа. Дека епидемијата стивнува покажуваат и последните податоци од здравство, во кои вчера 36 пациенти побарале лекарска помош, за разлика од пикот кога имаше над 600. Во текот на вчерашниот ден, во општата болница и во здравствениот дом во Гостивар биле извршени вкупно 36 прегледи, што е за 37 помалку во споредба со претходниот ден, кога биле регистрирани 73 прегледи. Во моментот во болницата се хоспитализирани 4 пациенти. Од почетокот на следењето во двете здравствени установи се извршени вкупно 4483 први прегледи, соопшти од Министерството за здравство. Иако епидемиолошката состојба се стабилизира, од здравство денеска објавија протоколи до граѓаните за одредени заболувања како жолтица, кои може да се појават по епидемијата.
Доколку се појават пожолтување на кожата или очите, темна урина, светла столица, гадење или повраќање, покачена телесна температура, изразен замор, болка по десниот ребрен лак, губење на апетит, да се јават кај матичниот лекар. Како препораки наведуваат одржување лична хигиена, редовно миење на рацете, темелно миење на овошје и зеленчук со чиста вода и следење на препораките од надлежните. Според лидерот на опозицијата, предупредувањата и мерките од институциите се задоцнети. Водата во Гостивар е показател дека сите реакции се задоцнети. Дури денеска Министерството за здравство носи некакви препораки за рано детектирање и откривање симптоми, детекција на пациенти кога веќе епидемијата има многу силен замав. Сега стигнуваат препораки од Комисијата за заразни болести, а пред 2 недели предупредив дека следно што може да се јави е хепатит, изјави Филипче на денешниот брифинг со новинарите. Водата во Гостивар смее да се користи само како техничка вода од понеделникот. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Мицкоски уверува дека нема да дозволи Скопје да ја загуби титулата Европска престолнина на културата. Опозицијата најавува целосна блокада на законското решение ако не се почитува законот за јавни набавки. Цената на нафтата ги зголемува трошоците, а со тоа влија и на крајните цени. Бизнисот бара таргетирани мерки само за одредени категории граѓани. Ке почекаат да ги видат измените, но без почитување на законот за јавни набавки, СДСМ најавува блокада на законот за Скопје, Европска престолнина на културата. Премиерот Мицковски уверува дека нема да дозволи Скопје да ја загуби титулата. И покрај тоа што власта најави доработка опозицијската СДСМ не се откажува од блокада на законот за Скопје, Европска престолнина на културата 2028 година на есен. Како што објави на брифинг лидерот Филипче, законот е скандалозен и представува обид да се заобиколат правилата за јавни набавки. Ваков закон не сме да помине. Ке ги преземеме сите демократски механизми да го блокираме законот ако е во иста форма, коментираше Филипче. Премиерот Мицкоски пак вели дека има многу дезинформации за законот и дека тој само го регулира тоа што е добиено како европска насока за ваква манифестација. Вели дека иако номинацијата е од пред 10 години, досега ништо не е направено од претходните влади и градоначалници. Не е ова ништо поразлично од тоа што било во Хелсинки, да речеме. Станува збор за така наречена книга или битбук, која што е добиена уште пред 5-6 години, во која што се дефинирани приоритетите од порано, наследени од оваа влада и од овој градоначалник, за настани кои што треба да се случат 50 дена во годината следната, 27 година, и секој ден во годината, 28 година, а во 29 година тоа треба да прерасне тогаш во јавно предпријатие кое што ќе има директор и така натаму и така натаму. Малку ќе задоцниме, за жал, со некои од подготовките, како влада, бидејќи веќе 10 години се доцни од претходната влада и од претходните градоначалници, но ќе се обидеме тоа темпо да го задржиме до крајот на годината и да влеземе во процес во кој што се ќе биде навремено испорачено, а Скопје ќе биде Европска престолнина на културата 2028. Веднаш откако влезе во собраниска процедура, законот за проектот што треба да го стави Скопје на европската културна мапа стана спорен за антикорупционерите и граѓанските организации. Тие најмногу забележуваа на тоа дека се формира фондација која нема да има обврска да го применува законот за јавни набавки. Проектот се проценува на над 20 милиони евра. Над 95% од тие средства се јавни пари од буџетот на владата, градот Скопје и скопските општини. За директор на проектот е назначен Маријан Цветковски, досегашен директор на МРТ. По реакциите на опозицијата и антикорупционерите, законот беше повлечен од седница, но остана во собраниска процедура. Мицкоски сега најавува дека следува јавна дебата и доработка на законот со цел да не остане никаков сомнеш во јавноста. Според најавите на собранискиот спикер Гаши пак, веќе е постигната согласност тој да биде донесен со бадентер, што беше клучна забелешка на албанската опозиција. Но освен за овој закон, опозицијската СДСМ има реакции воопшто за работата на парламентот. Филипче најавува интерпелации во септември за спикерот Гаши и за министерот Стојковиќ поради инцидентот на седницата за реконструкција на владата. Пратеничката група на СДСМ ќе даде поддршка и на иницијативата на ДУИ за анкетна комисија за овие настани. Катерина Нешкова, Сител телевизија.
Мицкоски 2 години ја лажеше јавноста за европските протоколи и за европскиот процес, ширејќи хистерија дека Македонија не преговара со Европската унија, туку дека се преговара со Бугарија и дека ќе бидат загрозени идентитетот и јазикот, обвини председателот на СДСМ Венко Филипче на денешниот брифинг со новинарите. Во однос на европското прашање, мислам дека дефинитивно е знак тоа што сега признаваат дека протоколите не се дел од преговарачкиот процес, нешто што го збориме изминатите 2 години, а и претходно. Врз основа на тоа ширеа таква хистерија дека ние не преговараме со Европа, дека со Бугарија се преговара, дека ќе изгубиме идентитет, јазик и така натаму. Еве сега и тоа им паѓа во вода, рече Филипче. Филипче обвини дека однесувањето на Мицкоски и ВМРО е процес со предумисла, посочувајќи ги и претходните ветувања со кои дојдоа на власт. Прашан дали СДСМ ќе поддржи евентуален договор кој би го отворил преговарачкиот процес, Филипче рече: поддржуваме апсолутно се што би било прифатливо за Европската унија и ќе значи подобрување на преговарачката позиција, но не да биде нешто што е само наша желба. Дали протоколите се дел од преговарачката рамка и можат ли да бидат причина за нова блокада? Дали условени уставни измени се решение кое може да помине во Брисел и дали процесот е неповратен? Може ли новиот специјален представник за Европската унија да помогне во забрзување на интеграциите? Тема на денот со Васко Наумовски, поранешен вице-премиер за евроинтеграции. Бизнисот алармира дека цената на нафтата им ги изголемува трошоците, а со тоа директно влијае на крајната цена на производите. Затоа бараат таргетирани, а не мерки за сите граѓани. Од владата пак најавија дека за нови мерки ќе одлучуваат следната недела. Високите цени на горивата ги изголемуваат производствените и транспортните трошоци на компаниите. Председателот на Сојузот на стопански комори вели дека просторот за реакција е се помал, поради нестабилната геополитичка состојба и честите осцилации на светските берзи. Според него, и покрај ваквите притисоци, компаниите досега успеале да избегнат поголеми поскапувања на прехранбените производи. Во услови на постојана дисторзија, нели имате ден каде што се спушта цената до 70 евра по барел нафта. Наредниот ден повторно има силен конфликт, веднаш реагираат берзите, се работи за една многу динамична ситуација во која што не може да ги предвидиме следните чекори. Така да потребно е константно тоа да се следи, буквално на дневна основа да се носат соодветни одлуки и реакции за да се овозможи поголем простор за нормално функционирање на бизнисот. Верувајте, сите бизнисмени се под голем притисок, односно во вакви силни динамични потреси функционираат. Ѓорѓиевски предлага таргетирана помош за најранливите категории граѓани. Вели најпрво треба прецизно да се утврдат категориите, а потоа поддршката да биде насочена директно кон нив, преку ваучери или социјални картички. Тогаш може да се влијае во однос на даден сегмент и ваучери кои што би купиле соодветен дел од прехранбените производи кои што ќе бидат со најниски цени, а не сега ние сите производи ајде да ги намалуваме, нели да бидат најниска можна цена, што е несериозен приод затоа што се тешко се погодува бизнисот. Не се согласувам дека треба да се удри целата индустрија да има пониски цени во услови кога даден сегмент од населението немаат никакви проблеми да си ги платат производите со полна цена. Во меѓувреме суровата нафта од типот Брент и денеска се тргува за над $90 по барел. Во понеделник ќе се прават анализи за движењето на цените во втората половина од месецов. Тогаш ќе се пресметува и дали ќе остане само сегашната мерка, односно намалена акциза за бензините од 1 денар и за дизелот од 2 денари, или ќе се оди на дополнително намалување. Опција е испуштање на ДДВ-то. Регулаторна ќе носи цена во вторник затоа што понеделник е неработен ден. Со моменталните цени, Македонија е втора земја во регионот со најевтин бензин, а прва заедно со Босна и Херцеговина, со најниска цена на дизелот. Од СДСМ пак предупредува дека граѓаните ги очекува тешка есен. Според опозицијската партија, најголем удар врз семејните буџети ќе има во септември, кога покрај редовните трошоци ќе започнат и подготовките за новата учебна година. Мартин Арсов, Сител телевизија. Македонија влегува во фаза на екстремно висок ризик од шумски пожари, па од Дирекцијата за заштита и спасување апелираат на особена внимателност. Директорот Стојан Чангелов побара од граѓаните да се воздржат од палење оган на отворено, да не фрлаат од пушоци и да пријават ако забележат оган или сомнително движење во шума.
Дирекцијата за заштита и спасување апелира за особена внимателност во следните денови. Велат, Македонија влегува во фаза на екстремно висок ризик од шумски пожари. Најавените тропски температури, ниската влажност и ветерот и при најмала невнимателност може да предизвикаат катастрофа. Според Ангелов, сите кои ќе предизвикаат пожар треба да завршат во затвор. Тој вели дека дирекцијата моментално располага со 40 на специјални возила за гасење пожари на непристапен терен. Набавени се нови метли и напртњачи, а формиран е и посебен тим од пензионирани војници и полицајци. Е формирана, условно речено, една нова единица за заштита и спасување, која што јас ќе ја нарекувам огнен тим на дирекцијата за заштита и спасување, и кога овие луѓе ќе действуваат со специјалните возила на дирекцијата, ќе ги нарекуваме огнени тимови на дирекцијата. Овие огнени тимови вообичаено ќе бидат составени од посада од 2 или 3 лица, еден возач, еден помошник возач и еден оператор на пумпа. Значи 2 или 3 лица ќе сочинуваат еден огнен тим на дирекцијата. Тие се наменети да помагат оному каде што е најкритично. Дирекцијата денеска на терен ги покажа можностите на специјалните возила, искачување и спуштање по екстремен терен, начините на гасење и управување со поранешните армиски возила. На располагање се и 3 авиони, хеликоптерите на полицијата и еден армиски со ведро кое може да носи до 3 тони вода. Покрај 900-та професионални пожарникари, според Ангелов, за справување со пожарите на располагање се и членовите на доброволните противпожарни друштва. Во текот на летото ние сега можеме да сметаме на најмалку 200 дополнителни пожарникари за гасење на пожари на отворен простор и шумски пожари. Се разбира, командата ја имат професионалните противпожарни единици. Доброволците помагаат на нив, но навистина јас сум воодушевен од нив. Има неколку многу силни доброволни друштва кои што имаат по 5, 6, 7 возила, вклучително и возила за гасење на шумски пожари. И покрај подобрената механизација и дополнителни сили, надлежните порачуваат дека најважна е личната одговорност на луѓето, да се воздржат од палење на отворено, да не фрлаат од пушоци и да пријават ако забележат оган или сомнително движење во шума. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Агенцијата за храна и ветеринарство алармираше дека високите температури го зголемуваат ризикот од труење со храна. Поради најавениот топлотен бран и температурите до 40 степени, Агенцијата за храна и ветеринарство упати апел за предпазливост со храната и соодветна заштита на животните. Советуваат лесно расиплива храна, како месото, млекото и јајцата да се купува од проверени места и веднаш да се става во ладилник на температура под 5 степени. Исто така, зеленчукот и овошјето треба темелно да се мијат, храната добро термички да се обработува, а во објектите за брза храна да се избегнуваат додатоци како мајонези и сосови кои не стојат во ладелник. Топлото време представува опасности за животните, кај кои може да настапи фатален топлотен удар. Агенцијата за храна и ветеринарство апелира фармските животни да се пуштат на пасење или работа само во раните утрински и вечерните часови и да им се обезбедат потребните објекти и ладовина. Собствениците на домашни миленици пак задолжително треба да им обезбедат свежа вода, да не ги шетаат во најтоплиот период од денот и никогаш да не ги оставаат во затворени автомобили. Свечена заклетва денеска дадоа над 400 нови полициски службеници. Со денешната свечена заклетва не добивате само работно место, туку прифаќате голема одговорност и ја преземате честа да ја носите униформата која граѓаните ја препознаваат како символ на редот, законот и сигурност. Полициската професија не е професија која што завршува со истекот на работното време. Таа е животен избор, повик кој бара храброст кога е најтешко, смиреност кога сите други се вознемирени, честност кога никој не ја гледа и човечност во секоја постапка. Ќе има денови кога ќе бидете први на местото на несреќата, први кога некој ќе побара помош, први кога ќе треба да застанете помеѓу опасноста и граѓаните. Токму затоа оваа униформа носи тежина, но и огромна чест. А во касарната Гоце Делчев денеска беше промовирана новата класа питомци во чин подпоручник. Денешниот ден представува круна на вашата 4-годишна упорност, но и на почеток на уште многу големи достигнувања. Особено ме радува фактот што офицерскиот кор дополнително се зајакнува со уште 16 млади мотивирани, амбициозни луѓе, кои го заврши 6-месечниот курс за офицери на Војната академија Генерал Михајло Апостолски. Од денеска вие заедно сте офицери, лидери,
носители на довербата на државата и чувари на највисоките вредности врз кои почива секоја професионална армија. Да се биде офицер, значи да се биде пример за сите. Од денеска токму вие ќе бидете препознатливи по трудолюбивост, честност, интегритет, поносење тешки одлуки кога е најпотребно. Особено сме горди што денес го промовираме питомецот кој дипломираше на Војната академија Вест Поинт. Неговиот успех представува мост на пријателство помеѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави и потврда дека нашите млади офицери се подготвени да учат, да водат и да служат рамо до рамо со своите сојузници. Овде се градат знаење, карактер и лидерство. Овде не се создаваат само дипломирани студенти, овде се создаваат офицери. Нашите предци добро знаеле дека слободата не се подарува, туку се освојува, се брани и се чува. Затоа ја препознале вредноста на образованиот, чесен и професионален офицер. Човек кој со знаење, храброст и чест ќе ја води својата војска и ќе служи на татковината. Денес стоиме овде како генерација која научи дека успехот не е резултат само на индивидуалниот труд. Со гордост можам да кажам дека сме класа која покажа тимска работа, дисциплина и посветеност во секоја задача што ја извршуваше. Пред нас тој пат исполнет со нови одговорности и можности, за кои тврдиме дека сме подготвени да ги превземеме. Посакувам со истата љубов и посветеност кон војничкиот повик, со која стигнавме до овде, да продолжиме и понатаму.